Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате: 23 хоспитализирани пациенти со COVID-19 во Тетовската клиничка болница. Најголем дел од нив со тешка клиничка слика. Полициски час да има, но не од 22 часот, бидејќи групирањата се случуваат претходно, сметаат тетовци. Советот на општина Гостивар на денешната седница ја усвои конечната верзија на регионалниот план за менаџирање со отпадот во Полошко. Бројките на ново заразени со коронавирусот секојдневно растат. 23 хоспитализирани пациенти со COVID-19 во Тетовската клиничка болница. Најголемиот дел од нив се со тешка клиничка слика. Лекарите апелираат да се почитуваат мерките. Во ковид центарот на клиничката болница во Тетово се хоспитализирани 23 пациенти со COVID-19. Според возраста, сите се над 65 години, а поголемиот дел од нив се со потешка клиничка слика. Изголемениот број амбулантски прегледи значи зголемување на бројот на новозаразени со коронавирус и во овој регион. Па сега, пред 2 недели почна постепено да се зголемуваше бројот на амбулантските прегледи, што беше некако еден индикатор дека фактички нешто се случува во теренот, би рекол, на водници, и значи почна постепено да се зголемува бројот на пациентите во хоспиталниот дел. Денеска имаме 23 хоспитализирани пациенти, што значи е зголемен бројот во споредба со двете прошли недели. Што се однесува до амбулантските прегледи, и таму е зголемен број на пациенти, каде имамо пациенти пратени од матични лекари, и некои доаѓаат на контроли, некои се и позитивни, така натаму. Иначе, скоро сите ни се во тешка здравствена состојба. Навистина, тие имат и други хронични болести што го отежнува лечењето. Сите се на кислородна терапија и интраваскуларна подпорна терапија. Капацитетите за прием на пациенти ќе се зголемат со пуштањето во употреба на модуларната болница, но за да не се повтори минатогодишниот бран, лекарите со апел до граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита од ширење на заразата. Чекам од Министерството здраво да ги предаде тие клучеви наводници, да се отвори модуларната, а иначе се уште со бројот на пациенти немаме некоја така недостиг на кревети, така да се уште сме во добра ситуација, али како и да е, би било добро дојдено и тоа да го имаме, оти еве сега е, значи не се знае дали ќе се зголемува бројот, али секако граѓаните треба да внимаваат и како. Оти може да ни се случи и ланска, да речем, бура у наводници. Инаку заклучно вчерашниот ден бројот на активни случаи во Тетово и околината изнесуваше 259. Од почетокот на пандемијата досега се регистрирани 5600 случаи, од кои 219 лица починале. Полициски час да има, но не од 22 часот навечер, бидејќи групирањата се случуваат претходно. Вака одговараат тетовци на прашањето во врска со најавата за ново воведување на мерката полициски час. Инаку владата на денешната седница ја донесе одлуката полицискиот час да започне од утре. Полициски час преку ден, а не ноќе. Тогаш сите сме дома, велат тетовци во пресрет на најавата за повторно воведување на полициски час од 22 часот до 5 часот наутро. Оваа мерка повторно се предложи од Комисијата за заразни болести со цел да се спречи ширењето на коронавирусот, што во последниот период е во пораст. Но тетовци сметаат дека гужвите, собирите и групирањата кои доведуваат до трансмисија на вирусот претежно се одвиваат преку ден, а најмалку после 22 часот. Полициски час би требало да има, ама само не толку касно кој никој во тоа време никој не иде, не се шета. Сите се дома. Значи мислите дека малку порано треба? Порано треба да има, зашто порано се шетаат луѓе. Па што да ти кажем јас за тоа? Јас сум за те правила јесам, али од 10 до 5 шта има и хајро тога. Да е порано или преко дена, што вика, ката има
кретање народа, али кад е у питање од 10, они и овако нема, поготово кад е ладно време, тоа још и горе. Али мерке су мерке, држава е држава, може да прави тоа што они вивсе поубаво, а ми као граѓани треба да поштуваме тој. Не разбирам толку дали треба или не треба. Добро, слободно да бидат. Треба, да, нема ништо да смета. Мислите дека ќе помогне да се намали малку ширење? Би требало. Треба. Мислите дека тоа ќе помогне да се намали ширењето на вирусот? 100% ќе помогне, овде не разбират луѓе. Треба за овие млади се собира и прави гужба и се шири овој вирус. Како е добро кога се работи до 9, а од 10 до 5 сакако нема никој. Мислам дека е тоа оправдување за земање на новиот долг од 700 милиона евра, ништо друго. Таа ќе вика, таа ќе треба да биде. И овие маске што се они со, тоа све треба да се поштуе. За мене е добро. Треба да го респектираме тоа и иначе вака не можеме више. Полициски час преку ден, а не ноќу. Мислите дека е лошо избрано 10 часот навечер до Сабајле за... А потреба навечер ретко кој се движи, ама по кафичите ќе работе, бога ми, тоа да. Микробиологот доктор Никола Пановски вели дека дошло и до опуштање кај граѓаните, па затоа бројките на нови случаи повторно почнаа да растат. Масовно се одеше на патување дури во странство, на скијање во Копаоника, жариште на инфекција на Балканот. Така да сите тие патувања, па дури патувањата за вакцина во Србија се ризични. Сето движење на народот, мешање со други луѓе, ресторани, кафани, кафичи и се друго, семно отворено и ако немаат услови за прочистување на воздухот би ги затворил, за казина и така натаму сите други. Другите се мерки од лична заштита и во летно време повеќе луѓето да бидат надвор, повеќе проветрувања, кај што помалку се шири. Министерот за здравство Венко Филипче пак истакна дека мерката полициски час е во интерес на заштитата на јавното здравје. Сме приморани да препорачаме на ваква мерка на рестрикција на движењето. Знам дека не е едноставно, знам дека психолошки може би влијае кај луѓето, меѓутоа барам разбирање, барам поддршка. Сето ова е во интерес на заштита на јавното здравје со цел овој бран на некој начин да го амортизираме. Од опозицијската ВМРО ДПМН реагираа дека полицискиот час не е решение, бидејќи како што велат, народот чека вакцина. Додека пак министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски рече дека подобро е пократко време да има рестриктивни мерки, отколку да има целосно оптоварување на здравствениот систем. Министерката за образование и наука Мила Царовска вели дека засега не се размислува за нови мерки за училиштата, со оглед дека има раст на заболените со COVID-19. Состојбата, како што уверува таа, е стабилна. Состојбата во училиштата е стабилна, со физичко активно присуство последниот извештај некаде 35 ученика и околу 60 наставници, што е многу помалку од да речеме крајот на првото полугодие и сите протоколи се спроведуваат, немаме интерно ширење на болеста, така да е стабилно. Засега не се размислува за поинакви мерки во училиштата. Советот на општина Гостивар на денешната седница ја усвои конечната верзија на регионалниот план за менаџирање со отпадот во Полошко. Документот опфаќа период од 10 години, во кое време ќе се работи и на изнаоѓање на друга локација за регионална депонија наместо Русино. Ревидираниот регионален план за управување со отпад во Полошко доби амин од Советот на општина Гостивар. Планот се однесува на период од 10 години и предвидува низа мерки и активности за подобро менаџирање со отпадот во општините во Полог и стандардизирање на Русино како санитарна депонија. Во истиот временски период ќе се работи и на изнаоѓање на друга локација за регионална депонија, појаснија представници на проектот. Според најавите, деновиве треба да отпочнат итните мерки за санирање на Русино, кој фирмата изведувач има обврска да ги заврши до 15 мај. Прва работа е да се спречи истекувањето на изцедокот, тоа е одвратна течност која излегува од Русино, да се спречи истекувањето од Русино надале. Со градежни мерки тоа ќе се спречи, ќе се собере во еден резервар и ќе се враќа назад, ќе се рециркулира. Тоа се
кратки и брзи мерки кои што ќе донесат значајна контрола за кратко време, а тоа се у наредни неколку месеци. Друга работа, таму ќе се постави и вага за да се мери отпадот што пристига. И така натаму, тоа се едни брзи мерки со кои што треба да се воспостави една значајна контрола, брза контрола на Русија. Во втората фаза на планот се предвидува набавки на специјални возила за собирање и транспорт на ѓубре, контејнери, започнување со селекција на отпад, како и градежни мерки на Русино, за да се овозможи депонирање на отпад во строго контролирани услови. Ова овдека сега е ништо што на ништо не лечи, нормално, и тоа не се вика депонија, не треба да се вика депонија, тоа е ѓубриште. Депонија подразбира депонирање на отпад во строго контролирани услови. Заштитена подлога, за ограда околу депонијата, овдека се носи се и сешто. Како и на секој ѓубриште, освен во Дрисла. Се носи секаков отпад. Од индустријски, од медицински, секе наред. Тоа не е депонија. Депонија за комунален отпад е место каде што се носи комунален отпад. Значи, прво, ќе се загради, ќе има порта. Регионалното предпријатие за менаџирање со отпадот во Полошко е веќе формирано, а наредниот период треба да се отворат огласи за вработувања, со што и практично ќе започне со работа како одговорно правно лице за управување со Русино. Гостиварското јавно предпријатие Комуналец ќе ги даде собирањето и транспортот на отпадот под концесија. Од предпријатието велат дека овој чекор нема да има влијание врз цените за комунални услуги кои ги плаќаат граѓаните. Контејнерите во Гостивар наскоро ќе ги празни приватна фирма наместо јавното предпријатие Комуналец. Исто ќе биде и со транспортот на отпадот од градот до депонија. Управниот одбор на Гостиварски Комуналец реши да ги даде овие дејности под концесија. Општинскиот совет на денешната седница ја изгласа одлуката. Ова значи дека започнувањето на постапка за доделување на концесија за собирање и депонирање на комунален отпад од домакинства, фирми и институции е одобрено. Директорот на Комуналец Исак Лазами образложи дека ваква мерка се презема за поголема ефикасност во собирањето и носењето на сметот и да се одговори на потребите кои ги наметнува регионалното менаџирање со отпадот во Полошко. Промени во цените што граѓаните ги плаќаат за комунални услуги нема да има, затоа што тие се регулираат со закон, нагласи Лазами. Тоа политика што сега го има предпријатието, истата политика според договорот што ќе биде меѓу ние, значи како општина Гостивар и концесионерот, значи тие ќе важат и за концесионерот. Нема да има импликации во врска со цената. Концесионерот ќе си го превземе. Значи цените законски се регулираат. Значи нема тука за површините со метар квадрат. И плюс има друга алтернатива и со контињери. Значи тие ќе се договорат исто како што ние се договораме според тие принципи и според тие стандарди што се предвидени законски. Според објаснувањето на директорот, сите вработени во актуелната единица на Комуналец Хигиена ќе преминат во фирмата која ќе биде избрана како концесионер. Операторот ќе има обврска и да го освежи возниот парк, како и да поднови над 300 контејнери за ѓубре. На Гостиварското подрачје се создаваат околу 17.200 тони отпад на годишно ниво, што е околу 47 тони дневно. Најголемиот дел од ѓубрето или 61% отпаѓа на органски отпад, 8% се хартија и картон, исто толку градежен шут, 7% пластика, 4% метали и друго. И Полошкиот регион е зафатен од влажен и студен бран, па врнежите од дожд се очекува и да преминат во врнежи од снег. Стабилизација на времето и пораст на температурите се најавува по четврток. Земјава е повторно под студен и влажен бран кој донесе врнежи од дожд. Се очекува такво време да се задржи и во следните неколку дена, а стабилизирање на времето ќе има после четврток, па се до крајот на викендот. Од Управата за хидрометеоролошки работи информираат дека на планините ќе има врнежи од снег, но можно е да врне снег и во Тетово и Гостивар.
Секако во земјава најмногу врнежи се очекуваат на западот. Тоа локално ќе наврнат и над 23 воден талок за 24 часа е тоа, што значи до крајот на денот на планините снежната покривка ќе се зголеми, а помала снежна покривка ќе се формира и во пониските места. Во однос на температурата, значи утре во Тетово некаде до околу 5 степени, слично и во четврток, а потоа од петок до недела ќе расте. За утре попладне синоптичарите најавуваат и засилен северен ветер кој ќе се задржи во четврток предпладне. Потоа се до недела температурите ќе бидат во пораст. Во време на пандемија се поголем е интересот за рекреација на планина. Природата носи и опасности, па затоа потребна е претходна подготовка и соодветна обука, советуваат искусните планинари. Пандемијата со COVID-19 и рестриктивните мерки кои беа воведени придонесоа луѓето да поминуваат повеќе време во природа. Не изостана и рекреацијата на планинарите ширум земјава. Живописната природа на Шарпланина беше клучна за посета и од странски посетители. Дефинитивно луѓето најверојатно бегањето од градот и бегањето од ковид пандемијата својот спас го најдоа токму на планината. Дефинитивно дека и тука во Тетово, посебно Шарпланина, не само Тетово, туку е посетено од сите планинари ширум Македонија. Во минатата недела дури имавме и случај на четворица француски планинари. Членството на планинарскиот клуб Тетекс од секогаш било активно, но 2020 година, ајде да кажам благодарение на корона кризата, луѓето почнаа да бегаат се повеќе и повеќе на планина. По овој пат се вратија голем број на наши членови. Сите оние кои што сакаат да бидат активни членови на планинарски клуб, најпрво мора да ја поминат едукацијата за планинари, која што вклучува 5 пати активно учество на планинарски тури и едукација во поглед на задолжителна опрема на потенцијалниот планинар. Со самото таа присутност на планините, со самото тоа движење низ планините, се трудиме да им дадеме едукација на новите членови. Едукација во смисол на која планинарска опрема треба да ја носат со нив, како треба да се однесуваат на планина, на што да внимаваат, што се треба да имаат во својот ранец и така натаму. Значи не секој може да стане член веднаш од првото одење на планина. Планинарењето во зимскиот период пак носи опасност од лавини. Искусните планинари апелираат во таков случај да се организираат тури на планини кои што не се повисоки од 1800 метри надморска височина. Во овој период од годината типични карактеристични се лавините создадени од снегот, посебно на врвот местата кои што се наоѓаат под Кобилица, но исто така и другите повисоки врвови тука на Шарпланина, и се разбира апел до планинарите посебно да внимаваат на местата кои што се повисоки од 1800 метри, затоа што врнежите од снег, нивното таложење, потоа новите врнежи над нив, топлото време може да направи лавини кои што можат да бидат опасни по животот на планинарите. Покрај тоа што планинарењето носи низа здравствени придобивки, представува и одлична можност за рекреација на чист воздух и бегство од секојдневието. 14 технички неисправни возила открила полицијата при вчерашната контрола. Санкционирани биле и 15 непрописно паркирани возила. Вчера од 9 до 13 часот на подрачјето на СВР Тетово била спроведена засилена акцијска контрола за техничка исправност на возилата, во која биле откриени и санкционирани 14 технички неисправни возила, 4 во Тетово и 10 во Гостивар. Најмногу од неисправните, 9 возила, 3 во Тетово и 6 во Гостивар, имале неисправни сопирачки, кај 3 возила од Гостивар констатирана е неисправност на уредот за управување и други недостатоци. Возилата биле исклучени од сообраќај. При контролата исто така санкционирани се 3 возачи, 1 во Тетово и 2 во Гостивар, кои ги управувале возилата без дозвола, 1 возач почетник од Тетово, поради непочитување на законските ограничувања и 9 други видови прекршоци на возачи. Санкционирани били и 15 непрописно паркирани возила, 4 во Тетово и 11 во Гостивар. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и зависно од видот на прекршокот ќе се соочат со парични глоби од 45 до 400 евра во денарска противредност.
Во судир на 3 автомобили повредени 5 лица. Жител на Сенокосе нападнал вработена во гостиварската болница. 47 годишен тетовец е приведен затоа што со автомобил удрил во жител на Порој. Следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. 5 лица повредени во сообраќајна незгода. Вчера на регионалниот пат Тетово-Јажинце во Џепчеште се случила сообраќајка во која учествувале 3 патнички моторни возила. Volkswagen Golf управувано 34 годишникот Џепчеште, Citroen C4 што го управувала 39 годишна жителка од истото село и Мерцедес управувано 43 годишен тетовец. Во несреќата со патничката од Citroenот задобила тешки телесни повреди, а возачот и уште 3 други сопатници од возилото завршиле со телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата увид извршила екипа од СВР Тетово. Вчера во гостиварската општа болница за укажување на лекарска помош била примена 78 годишна жителка од гостиварско Сенокосе, која за кусо време починала на интерното оделение. Набрзо потоа нејзиниот 51 годишен син физички нападнал вработена во ова оделение и агресивно се однесувал, удирајќи по инвентарот во внатрешноста на просториите. Увид извршила екипа од оделението за внатрешни работи Гостивар и се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер на улица 105 во Тетово полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 47 годишен тетовец, кој дента околу 15 часот на улица Видео Смилески Бато во Тетово со неговото возило според пријавеното удрил 44 годишникот Тетовски Порој. На удирањето претходела нивна меѓусебна расправија околу возилото на 44 годишникот, а кое поради дефект било оставено на коловоз и му го попречувало движењето на тетовецот. Се расчистува и документира случајот, пошто против него на кого времено му е одземено и возилото за вештачење, ќе следува поднесок. Полициски службеници од СВР Тетово во содејство со инспектори од Државниот пазарен инспекторат вчера во 21 часот и 50 минути извршиле контрола во гостителски објект на автопатот Тетово Скопје, при што било констатирано непочитување на работното време, односно во објектот биле затекнати 13 лица гости. Објектот бил затворен од Државниот пазарен инспекторат, а управителот на објектот бил лишен од слобода и задржан во полициската станица. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесена пријава по член 206 од Кривичниот законник, непостапување според здравствените прописи за време на епидемија. Во текот на изминатото деноноќие пак за неносење заштитни маски на вкупно 111 лица, од кои 46 во Тетово и 65 во Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба.
Почитувани гледачи, тука е крајот на ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!